Јато пластични шишиња. Јецо, дали овдека се вика јато или стадо? Појма немам. Читай само како што ти пишува и не ме вика јецо. Како и да е. Голем број пластични шишиња се забележани во реката Вардар, откако немногу обилните дождови ги донесоа таму. Некои злокобници и екологисти би рекле дека ова е геноцид за флората и фауната во реката Вардар и одраз на нашата некултура. Но не е се така како што изгледа. Шишињата, иако изгледаат како отпад фрлен од многу несовесни граѓани или само еден несовесен граѓанин кој сака да е добро хидриран, сепак тие се дел од екогеополитичка акција за притисок кон нашиот јужен сосед. Имено граѓаните, откако увидоат дека статусите на Facebook нема да се доволни за зачувувањето на името, решија на овој начин да направат притисок кон Грција, оставајки месидж и на ботол, или понашки пораки во шишињата, кој потоа ги фрлаат во Вардар, кој тече и во горе споменатиот јужен сосед. Затоа можете мирно да спиете. Името и идентитетот и јазикот се сигурни додека има вакви совесни граѓани.